Драги слушатели, јас сум Андреја од Еќе Битола и добре дојдовте во втората епизода од серијалот Шах за лица со оштетен вид. Во претходната епизода зборувавме за придобивките од шахот и слушнавме инспиративни приказни. Денес ке зборуваме за најважната алатка за шахистите со оштетен вид, тактилната шаховска табла. По што се разликува од обичната табла? Всушност, структурата е иста. 8 редови и 8 колони. Но има и посебни детали кои им овозможуваат на играчите да ги препознаваат полињата и фигурите со допир. Светлите полиња се рамни, а темните се малку подигнати. Така, играчот лесно ги разликува полињата со прстите. Друга важна работа е што фигурите стојат цврсто на таблата. На средината на секое поле има мало дупче, а под секоја фигура има мало клинче. Фигурата се прицврстува во полето и не паѓа кога се допира. Така, играта може целосно да се следи преку допир. Исто така, црните фигури најчесто имаат мала ознака на врвот. Со тоа играчот може лесно да ја препознае бојата на фигурата. Играчите со оштетен вид ги кажуваат потезите на глас. Например, белиот коњ на F3 или црниот ловец зема на D4. Така и противникот и судијата можат јасно да го следат секој потек. Тактилните табли најчесто се направени од дрво или цврста пластика. Некои користат магнети за фигурите, а други се изработени рачно. Но, сите имаат иста цел – таблата да се почувствува, а не само да се гледа. Благодарение на овој дизајн, играчот може целосно да ја доживее играта. Тој ја замислува таблата, фигурите и стратегијата во својот ум. И тоа е можеби најчистата форма на шах. Во следната епизода ќе зборуваме за движењето по таблата, по линијата и насоките. Јас сум Андреја од Еќе Битола и ви благодарам на вниманието. И запомнете, во шахот не е најважно да ја гледате таблата, туку да ја почувствувате.